Во ова видео накратко ќе ги објасниме психолошките фази, односно психолошките процеси кои што ги минуваме за време на ковид пандемијата. Ако коронавирусот го гледаме од аспект на стресор, а е стресор за многумина, за повеќето, за оние самосвесните, но и за оние не толку самосвесните, тие на подсвесно ниво поминуваат низ нешто, ќе споменеме и за тоа. И ако го гледаме од страна на стресор, тогаш би било во ред да го согледаме ковидот како минува низ фазите на стресот. Стресот, имаме еден општ модел за приспособување со стресот. Тој поминува низ три фази. Низ фаза на алармирање, низ фаза на отпор и низ фаза на исцрпување. Кога ќе го ставиме ова во ковид конотација, тоа би значило дека фаза на алармирање ни беше она кога се појави ковидот, кога се доближи кон Балканот, кога зборувавме сите за како влегуваат, како излегуваат термални камери и така натака, кога секојдневно гледавме пресови на телевизија, седевме и чекавме да почне пресот на министерот за здравство Венко Филипче и да го следиме, кога трчавме и купувавме ролни хартија како да е крај на светот и купувавме по 20 кила брашно како да сме најумешните домакинки на планетава, но сето тоа значеше дека нашиот организам е под аларм и дека нашиот организам се припрема за да се справи со стресорот. И тоа е сосема коректно и сосема нормално да се одвива во таа фаза. После фазата на алармирање е фазата на отпор. Сега, тука е фазата на отпор е нешто пошто се разликуваме. Фаза на отпор значи како ние, од кога веќе сме станале свесни дека постои коронавирусот, како ние се справуваме со истиот. Па тука имате неколку опции. Едната опција, онаа најзастапената, за жал, и затоа во месец септември се уште сме овде каде што сме, користи одбрамбен механизам негација. Одбрамбен механизам негација значи дека мојот рационален ум, мојот мозок негира дека нешто се случува за да се заштитам себе си. Тоа навидум на свесно ниво е заштита од себе си, но од медицински аспект е тотално изложување и на себе си, и на оние кои што сме во комуникација на ризик, оние медицински ризици кои што си ги носи COVID-19. Негацијата од една страна како психолошки одбрамбен механизам длабоко може да остави траума на личноста. Тоест, ние навидум вака физички да сме си супер, се нема COVID, ахахахуху, а длабоко во себе да не јаде помислата и стравот да си тлее, кој што после може да се појави како посттрауматска појава на стрес и во понатамошниот период да пројави одредени психолошки абнормалности кај личноста. Тука во негација најчесто имаме личности кои што си наоѓаат други оправдувања, тоа може би малце и рационализација да е како одбранбен механизам, си наоѓаат други оправдувања дека се поважни, односно дека ковид пандемијата не се случува, туку е нешто друго причина за сево ова. 5G, теории на заговор, краделе пари, праеле не знам шо за да набават, не знам си што. Значи, окей, може да постои нешто такво, меѓутоа тоа е секундарно. Примарно е дека коронавирусот е тука, постои и ние треба соодветно да се однесуваме кон истиот. Ние не сме ниту епидемиолози, нити инфектолози, нити доктори на науки во медицински области, за да си дозволиме нашата идеја да биде по-релевантна и поточна отколку на оние за кои што тоа има професија и ни го објаснуваат секој дневно, а поминаа 7 месеци и ние не свативме
неколку прости работи. Затоа што го негираме постоењето на ковидот. Тоа е едната група на луѓе. Другата група на луѓе се оние кои што се одобратно од овие што негираат, тие се сосема самосвесни дека нешто се случува, се придржуваат кон сите препораки околу начините на кои што треба да се превенираме, нели, протоколите за COVID-19, но благодарение на долгата изложеност на стресорот, поминаа веќе 7 месеци, некаде каде од прилика после првиот, вториот месец почнаа да им се јавуваат одредени психолошки абнормалности. И тоа е нормално. Значи, во светски рамки, па и кај нас, депресијата е зголемена за 4 пати повеќе од колку што дотогаш беше до пред појавата на ковидот, но и на оние кои што си имаа блага симптоматологија на одредена психолошка абнормалност, сето тоа им се зголеми. Панични напади, замор, анксиозност, сето тоа е нешто што може да се јави и за жал кај најголемиот број од оние кои што се самосвесни се јавува. Овие нешта завршуваат со третата фаза или со фаза на исцрпување. Во фаза на исцрпување значи дека ние сме се исцрпиле од досегашните случувања, сме го прифатиле она што се случува и во фаза на исцрпување. Овие вториве за кои што зборував, или ќе им помогне одредена психолошка помош и така натаму, и ќе застанат, да речам, на нозе, ќе им се намали симптоматологијата во зависност од абнормалноста која што им се јавила. А во фаза на исцрпување, кај оние кои што користат одбрамбен механизам негација, за жал, најверојатно ќе дојде до одредена колективна социопатија. Имаше едно истражување завчера во Бразил, дека оние кои што не носат маски имаат социопатски црти на личноста. Со кое што сосема се согласувам и го зборувам од март месец, од кога докторката Цаца си одеше на работа и зарази. Одеше со симптоми на COVID-19, одеше на работа. Тоа е класична такво однесување, каде што јас не сум заинтересирана, односно им наштетувам на мојата околина, свесно наштетувам на мојата околина, тоа е социопатија. Сега, што значи, сакам само збор 2 да спомнам уште и за што значи новото нормално, кое што го нарекуваат, мене не ми се допаѓа како термин, но да не навлегуваме во тоа. Новото нормално не значи она што повеќето го правиме. Односно, нормално е, окей, сега корона ни е нормално и ние ќе се понашаме како се однесуваме како ништо да не се случува. Не. Новото нормално значи дека ние треба креативно да се адаптираме на новата средина. Тоа не значи дека тука е короната, нема да се придржувам на протоколи, ќе се научам да живеам со неа. Ќе се научи да живеам со неа, не значи да одам да лупам, да се мешам по дискотеки, во градинки, по игралишта и така натака. Новото нормално значи да продолжам со оној стил на живење кој што мене ми одговара, но да ги дезинфицирам рацете и да не ги пикам во уста, да носам маска и да седам на 2 метри оддалеченост. Тоа е новото нормално и ако го правите ова, тогаш сте адаптирани во новото нормално. Се друго, непридржување до овие 3 нешта, значи дека вие не сте прифатиле, односно не сте свесни дали немате умствен капацитет, дали користите одбрамбен механизам негација, дали имате други еготистични и егоистични потреби и така натака. Постои некој конфликт во вашата личност за да вие не можете да го прифатите ова. Тоа ви е исто толку глупаво како, например, еве сега е септември, летото завршува, дојде зима. И на нас, од купачи, новото нормално ни е да
да се преминеме на бунди на јакни. Неносењето и неадаптирањето дека треба да се носи маска, маска 2 метри дистанца и да се одржува растојание, е исто толку глупаво како да не се адаптирате во новото годишно време зима и да продолжите да шетате надвор по купачи. Ние сме научени од мали дека кога заладува треба да се подоблечеме. Короната е нешто ново за сите нас. Ние не сме поднаучени од мали дека треба да носиме маски и така натака. Не ни е навика. Но навиките се учат и навиките се стекнуваат. Јас апелирам уште еднаш до сите вас. Разбирам, средношколци сте. Сакате да се дружите, сакате се, никој не ви го оспорува, нити дружењето, нити ништо. Придржувајте се на протоколите, адаптирајте се на начин кој што оние кои што се стручни за тоа ни го кажуваат. Ви благодарам. Ако има некои прашања, ставете ги доле во коментари за сите оние кои што случајно го гледате видеото, а немаме час со вас. Останатите ќе го работиме ова на вториот час од школската година. Ви благодарам.